Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак, ваш домаќин во најновото издание на Правда и неправда. Тема на вечерашната емисија е случајот Фико. Веројатно ќе се сетите дека станува збор за една од најголемите градежни измами што се случиле во Македонија. Случајот беше отворен во 2006 година, а проценетата штета околу 10 милиони евра. Стотина граѓани кои што уплатија станови беа измамени од брачниот пар Весна и Никола Николич, а некои станови беа продавани на неколку лица. Судскиот процес по неколку години заврши, измамниците завршија во затвор, но оштетените и по 13 години се уште немаат ниту станови, ниту се обештетени. Најновиот студен туш дојде деновиве, кога на крајот на јануари оваа година оштетените дознаа дека преку еден скопски извршител е издаден налог за извршување на побарувањата на банката Евростандард, која што своевремено му дала кредит на Фико. На оваа тема разговараме со моите вечерашни гости. Од мојата лева страна, Лорија Ваневска, нотар на привремена работа во Куманово, веќе 9 години, поранешен адвокат, а овде во двојно својство и како оштетена, и господинот Љупчо Караџов, исто така оштетен. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Добро ве најдов. На почеток морам да кажам дека поканет беше и правниот застапник на Евростандард банка, скопскиот адвокат Славчо Секуловски. Но по направените консултации со одговорните од банката, господинот Секуловски ни рече дека процениле дека во овој момент нема потреба да се појават во јавноста. Но пред да почнеме со разговорот со моите вечерашни гости, ќе ја замолам режијата да ни го пушти прилогот на колешката Искра Опечевска, која се обиде да не подсети на она што се случуваше во изминативе години. Оставени на забот на времето, зградите Антигона 1 и 2 во центарот на Скопје кај Стара рампа во Киселавода се уште сведочат за Фиком, една од најголемите афери во градежништвото во Македонија. Аферата Фиком беше обелоденета во 2006 година. Беа оштетени стотици семејства кои тврдеа дека брачниот пар Николич, собственици на градежната фирма Фиком, успеале да ги измамат ветувајќи модерни станови во центарот на Скопје по цена од 450 до 500 евра за метар квадратен. Граѓаните парите ги платија, ама станови не добија. Аферата беше уште поголема кога на виделина излезе дека сопружниците Николич еден стан го продавале на 4 или 5 семејства истовремено. По принципот на Антигона 1 и 2, Фиком почна со изградба и на зградата Николина, но и таму попуст беше одот на оштетените граѓани по патот на правдата. Во 2014 година Врховниот суд ги преиначи пресудите на Основниот суд Скопје 2 и на Апелацијскиот суд Скопје, кои беа во прилог на оштетените кои уплатиле за становите во зградата и ја уважи ревизијата на тужената Евростандард банка АД Скопје. Веднаш пова банката која беше повикана дека на Фиком и дала кредит од 1,5 милиони евра, соопшти дека кредитот бил доделен законски врз основа на нотарски акт за хипотека врз недвижен имот и дека банката немала сознанија за незаконските дејствија на фирмата. Поради се тоа, сопружниците Николич беа осудени на затворски казни за кривичното дело измама. По нешто помалку од 10 години поминати во затвор, осудениот Николич во 2015 година беше пронајден обесен во тоалетот во затворот во Штип. Во март 2016 година, кога оштетените граѓани протестираа пред зградите во Киселавода, го повика и специјалното јавно обвинителство со барање доколку во прислушуваните разговори се најдат и такви поврзани со аферата Фиком, тие се расположени да ја предадат целокупната документација, речиси деценија и половина од обелоденувањето на аферата. Зградите на Фиком се оградени и ги чува чувар. Оставени на забот на времето, тие представуваат реална закана за пешаците, но и децениски немир на граѓаните, на кои становите во овие згради им беа се за што работеле сиот свој живот.
Се враќаме назад во студијата. Господјо Ваневска, ќе почнам од вас. Зошто го избравте ФИКОМ да ви гради стан? Па во тоа време ФИКОМ важеше за еден многу сериозен и многу солиден градител. Значи, претходно имаше веќе направено неколку згради во атарот на Кисела вода и се беше во ред, квалитетна градба, цени пристојни, така да се повеќе и повеќе граѓани доаѓаа со цел да уплатат станови. Ако се земе предвид дека периодот кога почна градба на овие станови, значи немаше никаква можност да се провери дали е документацијата во ред или не, освен да се упатите до општината, да прашате дали таа и таа зграда има валидно одобрение за градење, дали се платени комуналите и ништо повеќе од тоа. Значи не можевме да имаме никакво сознание дека постојат станови кои се повеќе кратно продадени. Од страна на општината во тоа време излезе една бела листа на градители. Значи тоа беше времето на тие градежни афери кога почнуваа да се одмотуваат клопчињата и ФИКОМ во таа листа беше на најгорното место во белата листа. Значи не кај црните градители, него кај белите. Значи ништо во тој момент не навестуваше. Ништо во тој момент апсолутно не навестуваше. Неговите комунали беа платени во целост, дури беше и во предплата дел за некоја друга зграда, која покасно во стечајната управителка ги врати назад во стечајната маса. Одобрението за градба беше валидно. Сите документи уред. Господине Караджов, која е вашата приказна? И колку... Нашиот мотив за купување кај ФИКОМ беше тој дека, фирмата веќе имаше изградено на повеќе локации низ градот, така да на почетокот некаде 2004 во февруар месец, заедно со сопругата, одлучивме да погледаме што има на располагање кај нив. И негде на 24 февруари имаме веќе направено договор со нив, со здружување на средства. И цената тогаш беше околу 750 евра, што е сосема нормална и немаше никакви индиции дека тоа нешто би можело да значи катастрофа или некој да се обидува нешто да направи. Затоа што во тоа време може да се слушнат разговори од типот дека симптоматично било тоа што била ниска цената. Еве и колешката во прилогот, предпоставувам водена од новинарските архиви, оперира со бројка од 400 евра. Не, тоа не е точно. Значи еве го договорот е тука, тој може јавно и да го снима. Значи 750 евра е цената на метар квадратен во ФИКОМ во 2004 во февруар месец. Кај нив е само еден од начините за да се добијат попусти, се даваше и тоа беше минимална цена била 650 евра, доколку се уплатат во готово парите. Да, во која фаза од градбата вие ги уплативте парите и на кој начин ги уплативте? Јас ги уплатив некаде беа на 4-та плоча, значи веќе дигната зградба. Парите во тоа време немаше обврска се уплатуваат преку сметка, туку ние ги однесовме во фирмата. Нормално фирмата имаше обврска да се ги стави на Тоа беше вообичаено во сите градежни фирми во тоа време? Вообичаено. Многу мал број, јас после тоа гледајќи ги документите, многу мал број од граѓаните кои платиле станови, платиле према фактура или преку жиросметка. Значи, грото на парите беа дадени така. И за тоа се добиваше соодветен документ, се склучуваше договор, значи кога ќе уплатевте, добивавте договор за здружување на средства, каде што беше кажано колку пари сте уплатиле, каков е начинот на плаќање, уште колку треба да уплатите и кога треба да биде готова зградата и се она што содржи еден класичен договор од тој тип. Значи, ако можам да заклучам по ова што го кажувате, во тоа време ништо не навестуваше дека оваа градба или оваа сделка е ризична. Апсолутно. Ова ве прашувам, бидејќи вие сте по професија правник. Правниците се некако и поскептични, барем така би требало и да ги проверуваат сите документи. И да бидам искрена, воопшто не ми делувате на наивен човек, кој што би влегол така лесно во една авантура градежна. Во тоа време се она што можеше да се провери, не само од мене, затоа што во зградите има доста лица од мојата професија,
сите ги проверувавме документите и тие навистина беа комплетно во ред. Дури јас ќе кажам по избивањето на аферата, бидејќи јас ги застапував станарите на зградата Антигона 1, јас побарав од Министерството за внатрешни работи тогаш, писмено се обратив, бидејќи оние запленија цела документација кога избуна аферата, писмено се обратив до тогашната министерка Јанкуловска да ми се дозволи да направам увид во документацијата која е запленета и која се наоѓаше во зградата на бивше Беко, мислам за пасоши. Една недела, значи добив дозвола во присуство на еден инспектор од МВР. Една недела јас ги прелистував документите. И верувајте ми, таа документација кај 90% од приватните градежни фирми во тоа време не може да се најде. Значи од проектот до одобрение за градба, од платени комунали, од сметки, значи буквално све беше класифицирано во класери. Што за разлика? И тоа ве смири дека... Апсолутно, затоа што видовме дека све е во ред. Сега, дуплите станови што на крај се појавија, значи никој не можеше да ги предвиди затоа што и немаше механизам за заштита од нив. Значи, на никого на памет не му паднало, тој прв случај во Македонија, очигледно препишан од некаде од околните држави, да такво нешто се случи. Да, кажете ми за колку семејства станува збор? Во овој дел има... Поточно кажано, кај... колку семејства се оштетени во овој случај? Кај Антигона се некаде околу 50-тина, значи здружувачи на средства, кои веднаш негде по избивањето на аферата, сите беа повикани, значи во МВР веќе дадо изјави, значи колку платиле, како платиле и секој со оној дел свој со потврди уплатени. Имаше луѓе, да речеме, таму се од Гостивар, од Тетово, од Кичево, од Битола, од Охрид, значи кој како имал. Некој имал поземил пари, некој земал кредит, некој продал нива, не знам кој што имал, собирал да се купи, нели, стан во... Предпоставувам, ако станува збор за стамбен кредит, некои се уште плаќаат кредит. И уште ги имаат, нормално, земени се, некои си сега веќе починати после овие 15 на години, да кажам, судски лавиринти, и некои живеат и под кирија се уште, значи не се луѓето се уште нити го решиле, нити па виделе нешто од тоа што го здружиле како врз основа на тој договор таму. Тие се документи верификувани, значи во МВР, тоа е потврдено со начини, со уплата и со све. Меѓутоа, почната е постапка, некој има и увид во становите. Ние лично, да речеме, со сопругата направивме некои измени внатре. Тие не се од некој суштествен карактер, меѓутоа ги имаме измените со подписи, со печати. Тоа ви беше дозволено? Значи дозволено, и тоа е направено 2004 година и 2005. Веќе после, од август 2005 ни беше почнато полека да со забрана, не смеете да посетувате, пардон, мора да има лице со вас со придружба, не можете да влагате веќе внатре и почна веќе сомнителни појави да кога да се се појавија првите проблеми и сигнали дека нешто не е во ред? Па тука негде од август 2005 година. Значи не можеме да одиме, не можеме да видиме, не можеме да сугерираме, не можеме измени да правиме, не можеме тоа што сакаме. Баравте одговори, ги прашувавте Па тогаш собствениците веќе на ФИКОМ? почна, Зашто не се беа работи? достапни, не се наоѓале тука и почна веќе некои сумнителни движења, така да веќе немавме ни контакти со нив. Во кој момент дознавте дека градбата, новата градба е практично обремената со хипотека за земен заем? Епа вах, сега, таа хипотека е склучена на 25.12.2005 година, кај еден од скопските нотари, а запишана е во катасторот во имотните листови тогашни на 8 февруари 2006. Значи, некаде во почетокот на август доаѓа до еден стампедо, поради изјавата на еден од синовите на еден од собствениците на парцелата дека неговиот татко е измамен и дека се случува нешто што не треба со ФИКОМ. Таа изјава може да се најде до ден денеска во аналите на телевизија Сител.
И после тоа веќе почнува да се отплиткуваат работите. Јас се сеќавам дека кажа дека Никола е избеган со семејството, меѓутоа човекот се јави. И многу се сеќавам дека даваше свој интервју пред факултетот ФОН, дека е тука, дека не бега и така натака, меѓутоа многу брзо после тоа. Тоа беше обид и да ве смири, дека И да не се смири, во ред. така е. Меѓутоа многу брзо после тоа, на 15 септември, врз основа на овие пријави што сите ние ги поднесовме у МВР, бидејќи не вика да ги доставиме документите, они беа притворени. Брачниот пар Николич беше притворен и јавното обвинителство покрена постапка кривична за измама поради дуплите станови, при што добија максимална казна затвор од 10 години, колку што предвидува кривичниот законник за тие действија. И тука се застана. Значи, ништо испод површината на таа пресуда понатаму не се презема во однос на тоа, не може, затоа што ние тврдевме и се уште тврдиме дека Никола Николич не е возможно да сам можел да ги направи сите тие малверзации, сите тие документи, сето она што го правил, не можел да го направи сам. Без помош на одредени заемот, служби. на заемот. Да. За колкав износ на заем Па стануваше вака, кога збор? слушнавме дека зградата е ставена под хипотека, нормално почнавме да ги бараме документите, стигнавме до тој нотарски акт. Се работи за хипотека на идна градба, значи право на хипотека на идна градба. Дојдовме до актот и видовме дека се работи за рамковен кредит, значи рамка од 90 милиони денари. Кој Колку од овие рок, средства само легна малце, на сметката на само ФИКО? кој треба според договорот што го видовме да се враќаат во период од 5 години и да се зима, значи сукцесивно според потребите на фирмата за кои би се склучувале нови договори во однос на она што го зимаат. Меѓутоа, по сознанијата, по документацијата која рековме дека имавме прилика да ја видиме во БЕКО, ние најдовме една компензација и утврдивме дека 15 милиони денари од овие 90, колку што се дозволени, се легнати на сметката на ФИКОМ и тие пари ги примил и он ниту еден момент тоа не го спореше. 65 милиона најдовме документ дека е направена компензација со Евростандард банка, односно се пребиле едни со други. Тоа значи дека предходно бил комитент за изградба на други гради. Да, значи Никола Николич, односно фирмата ФИКОМ е комитент на Евростандард банка, најголем, мислам меѓу најголемите. Се дали соработува со други банки, не ми е познато. Но на моето прашање, значи каква е таа компензација, кој на кого што должи за да се компензира, пошто сите знаеме, барем ние правниците, што значи една компензација, ми беше одговорено дека се затворени стари долгови со 65 милиони денари. Ако е така, И зошто дека е направен ако реструктурирање на некој не долгот? плаќа редовно, Така. како му е даден тогаш нов Тоа е кредит и друга ново работа, задолжување? значи според кажувањата на банката, наводно е направено реструктурирање на долгот што го имала фирмата ФИКОМ, но гледајќи ги документите, значи еве ги тука се, не може да стане збор за реструктурирање, бидејќи реструктурирање значи дека ќе ви ја намалат каматата, ќе ви ги сменат условите на плаќање, значи за поповолни и ред други работи, но не и да се даде кредит за да се затворат старите побарувања. Напротив, такво нешто е строго забрането со одлука на Народна банка на Република Македонија, каде што е децидно наведено во тоа време. Значи секога зборувам за тоа време, каде што е наведено дека не може да се земе нов кредит за да се затворат старите побарувања. Строго забрането. По мене тоа е направено, меѓутоа за жал ниту еден суд не најде ниту доблест, ниту смелост, ниту јас не знам како да го кажам тоа, да загребе по оваа површина и да утврди колку се тука пари на вистина дадени и дали таа хипотека е реализирана во целост, односно во смисла на давањата. Во тој момент вие немавте представа дека воопшто практично вашите идни станови се дадени како залог за кредитот. Кажете ми, каква е улогата на семејството Димишковски во целиот овој случај? Веројатно дел од овие станови им биле давани. Има да речеме конкретно за нашиот стан, има и документ дека тој примил пари.
Меѓутоа он го ставил, да речеме, тој дел дека практично он нема пари, дека практично нашиот стан кој што ние имаме уплатено дека е негов. Меѓутоа постои нотарска изјава кај истиот нотар Бориле Стојковски дека практично тој земал пари и точно стои во изјавата колку пари се земени за тој и тој стан. Наведено е по дупот, по парцелата катастарска каде. Тоа е подпишано значи на 8.5.2003 година. Ние го имаме договорот направено на 24.2.2004 година. Тоа е 8 месеци после тоа. Значи 8 месеци пред да биде градбата, таа веќе беше во напредна фаза. Ние влеговме во станот, он беше скоро до 5 спрат веќе дигната градба, ние влагаме внатре и правиме корекции веќе внатре. Значи парите се примени и он има изјава веќе, и таа имаме, значи дека они имале активна улога. Сега колку они знаеле дали се продаваат на двајца или на тројца, не може да знаеме. Веројатно не им кажувале, не знам што правеле, али не правеле сигурно нешто во наш интерес или тоа што им била целта. Во секој случај и они имале активна улога и практично влегле во тоа. Но за секој случај еве они повторно имаат и тужба против градителот. Што се случи во оној момент кога свативте дека сте измамени? Кога видовме хипотеката, значи формиравме едно здружение на граѓани оштетени во аферата ФИКОМ и прво што направивме во тоа време, да, јас ги застапував за Антигона 1 зборувам, значи се оно што го кажуваме за Антигона 1, затоа што тука сум запозната со цела ситуација. Значи, веднаш поднесовме до Основниот суд Скопје 2 предлог за времена мерка, бидејќи имавме информација дека банката ќе тргне во извршување на оваа хипотека. Во тоа време судот реагираше изворедно брзо, значи на ниво на задачата своја беше. Се донесе таа времена мерка за неколку дена. Евростандард банка вложи жалба во апелационен суд и таму им беше одбиена, потврдена беше времената мерка. И тргнавме во мериторно решавање на спорот, при што првостепено ја добивме. Значи и јас срушивме хипотеката, односно се огласи дека е ништавна, а во меѓувреме додека траеше оваа постапка, значи во Основниот суд Скопје 1 се водеше постапка за зградите Филип и Николина. Да објасниме, зградата Антигона е практично малку подолу од рампа. Да, тоа е зелената зграда. Зелената зграда, позната спроти сега објектот на Дора, Флетајрен. Да, така. А останатите две згради, Николина и Филип? Две згради се наоѓаат кај млечен ресторан, значи тие потпаѓаа во тоа време под надлежност на Основен суд Скопје 1. И таму мислам дека за Николина застапуваше адвокатското друштво Трпеновски. Они побрзо од нас, значи дека ние современи мерки чекавме, они побрзо од нас успеа да добијат и првостепена и второстепена присуда каде што хипотеката е гласена за ништовна. Значи пресудите беа во корис на граѓаните, точно така. Но Евростандард банка си го искористи своето законско право да поднесе ревизија по однос на оваа пресуда, зборувам за зградата на Николина, и Врховниот суд донесе пресуда по изјавена ревизија со која ја преиначи оваа пресуда во корис на Евростандард банка и таа хипотека остане во сила. На што се темели оваа пресуда? Јас не знам, не можам да објаснам на што се темели, за Николина не сум во текст, значи не можам, меѓутоа можам да кажам за зградата Антигона 1, дека се работи за пресуди кои би требало да влезат, јас се извинувам на оние честни суди кои ги почитувам издрузетно, меѓутоа ова се пресуди кои треба да влезат во аналите на правните факултети во Република Македонија, како не треба да изгледа една судска пресуда. Што е за вас најспорно во оваа? Најспорно? Па еве вака сме. Ајде да почнем од почеток. Прво, значи, покрај зградата на Антигона 1, ставена е Антигона 2 под хипотека, а подписници на актот се собствениците на Антигона 1. Значи, газдите на земјиштето на Антигона 1 го ставаат и објектот Антигона 2, каде што се сосема други лица газди, под хипотека. Тоа не беше спорно за судот воопшто, се концентриравме на Антигона 1.
Дојдовме до полномошно, ако го погледнете овој нотарски акт, еве може да го видите, ако може и камерата да го види. Како полномошник е потпишан Никола Николич, со полномошно дадени од страна на собствениците на парцелите. За појаснување на гледачите, значи Антигона 1 лежи на две катастарски парцели, а една градежна парцела и тука се значи еден дел имаат две лица, но во тој дел со помала површина Фиком купува дел од тоа земјиште со 2/8, влегува во имотен лист како собственик, значи сосема различна ситуација од другите згради кои што ги гради. И друга голема парцела каде што едно лице само кое во меѓувреме починува, по неговата смрт, значи ова полномошно е употребено 3-4 месеци по неговата смрт. Прво, сега објаснете вие како правник. Што значи смртта на ополномоштено лице? Па, во законот е строго наведено дека со смртта на ополномоштеното лице, односно давателот на полномошното, се гаснати овластувањата кои ги има дадено. Освен во случаеви, ако е тоа полномошно дадено на некоја фирма, и му служи за редовни и тековни работи, значи да нема застој во процесот на работата, тогаш може да обстане како таква. Во случај, значи, станува збор за хипотека. Прво и основно е дека хипотеката не е ни тековна, ни неодложна работа, имајќи го предвид и законот за нотаријат, кој што точно предвидува како треба да изгледа едно полномошно за оптоварување или пак за заложување или пак за било какво действие врз недвижен имот. Тоа не е испочитувано. Значи, ова полномошно кое е дадено, кога ние дојдовме до текстот, бидејќи тој се криеше од нас многу време, ние успеавме да го најдеме тоа полномошно и останавме шокирани кога видовме дека тоа полномошно се однесува за парцелата 792, која воопшто не е на покојниот газда, ниту пак зградата лежи на таа парцела. Значи, парцелата на која што лежи Антигона е 771 и 790. Значи, овдека ова полномошно гласи за 792. Сите тие наши жалбени наводи ние ги кажавме пред судот, нормално, и шок беше кога ги добивме пресудите, каде што ништо од ова не беше битно. Се е тоа констатирано во самата пресуда, да, тоа е така, но не е битно, затоа што се работи за итна и неодложна работа според судот, мада ја категорички тврдам дека тоа не може да биде така. Дури оваа парцела 792 според судот станува збор за техничка грешка. Како апелациониот суд без седница, без сослушување утврдил дека се работи за техничка грешка, веројатно само ниф им е јасно. И таа техничка грешка е потоа коригирана со вистинскиот број? Не, се уште така стои. Да. Сакам да ве прашам како на ова реагираше семејството на лицето кое што практично е собственик на земјиштето. Предпоставувам има наследници. Наследниците пробаа со здруженијето да направат некој договор како натаму да се реши, бидејќи дојде до еден застој, да кажам, и во градбата отпочнаа процеси судски. Имаше, па мислам, скоро една година, можеби повеќе, така, некои 3, 4, 5 средби со нас и буквално не оставија на некоја си доплата на средства. Почетно беа некои 300-400 евра побарано, повторно да се ангажираме ние, да ги даеме тие средства, а собствениците на земјиштето да го дозавршат објектот. Во тој дел ние не сакавме да навлагаме, затоа што веќе бевме навлезени во некоја работа која не само што нејасна, не знам и како е во тој лавиринт судски сето тоа ќе се одвива, така тоа не беше прифатено од нас и си продолживме да си ја бараме правдата пред надлежните институции. Колку за вас беше сатисфакција тоа што брачниот пар Николич беа осудени на високи казни? Ако е за утеха, нас ништо не ми значеше тоа. Затоа што бидејќи натаму немавте најважна работа во становите ги немавте. Ова е да се најде модус како тие станови да се изградат и нормално да си дојде секој до тоа за што издружил средства.
Сепак тоа не се мали средства, значи кај мене е некој износ од околу 50.000 евра, кај некој е 20, кај некој е 30, значи различити се и нивоата, но сепак поголемиот дел, затоа и се правеше едно вештачење и тоа си го плативме, нели, како здружение, и испадна, нели, тој процент на градба што го наведовме на почеток, околу 65%, дека е завршена градбата, и не сакавме веќе за тие 35% повторно да навлагаме со собствениците, макар да, они пробаа као да разговараат со нив, меѓутоа по од се што видовме, испадна дека практично тие се најверојатно сега повеќе играат со банката, него со нас како здружители на средства. Кога разговаравме, господјо Вановска, подготвувајќи се за емисијата, вие ми спомнавте дека во времето кога брачниот пар Николич веќе бил на издржување на затворската казна, Никола Николич на 25 години затворска казна, а 12 години неговата поранешна супруга Весна, дека вие сте имале контакти со него телефонски. Можете ли малку тој момент да ни го објасните? Па да, во затворот ја не знам кај се наоѓаше, дали во Штип, дали во негде кај беше од Идризово префрлен. На неколку пати ми се јави на телефон, и тоа на статичен телефон, веројатно од информација го добил бројот, како на нотарска канцеларија. Разговаравме и дури ми даваше информации за тоа дека нешто се случува во Врховниот суд. Значи од него се овие информации. Дали тоа мислите дека му проработила совеста? Јас не знам што се случуваше, меѓутоа ние се слушнавме 3 дена пред да почине. И буквално тој ми ја даде пресудата, со која он за ова ние не знаевме за тој податок, значи тоа се водеше постапка во другиот суд, пошто е кривична постапка, не се викаат нели оштетените. Он ми кажа лично, еве таа пресуда, дека он за тоа полномошно, заедно со нотарот кој го составил нотарскиот акт, имаат кривична постапка и дека е осуден на 4 години ефективна затворска казна. Тој факт до тој момент ви беше непознат? Непознат ни беше, значи тоа го дознаваме. Јас успевам да дојдам до таа пресуда и после неколку дена слушам дека се случил тој немил настан Дали во затворот. во телефонскиот разговор насетуваше нешто дека Не, беше многу така. Дека подготвуваат такво нешто? Не, значи дали што се случило никој не знае, меѓутоа мене ме информира дека за недела дена би требало да користи прв викенд после 9-10 години колку е во притвор. И беше така среќен дека ќе излегува, нели, ќе дојде барем во контакт со надворешниот свет. Но за жал тој беше разговор во четвртокот, во понеделникот дознавме што се случило. Што се случуваше после тоа? Па секога ние дојавме до оваа пресуда и кога ја прочитавме, и каде што судијата кој што работел по овој предмет, значи буквално сите оние работи на кои ние се повикувавме во граѓанската постапка, ги констатирал како действие на кривично дело и му дава затворска казна од 4 години затвор. Постапката за нотарот е раздвоена, затоа што слушнав дека бил болен, дали е завршен или не, се уште јас тоа немам таква информација, но како е да е, и против него имаше постапка и сега во моментот ние имаме 2 пресуди. Значи имаме пресуда на граѓанскиот суд, која вели никој не го оспорил полномошното, значи не е битно што е сите овие фалинки ги има, никој до сега го нема оспорено ова полномошно, а од оваа страна имаме кривична пресуда, каде што истите тие наследници се сослушани во кривична постапка, дали свој исказ, каде фактички и оваа постапка е поведена по нивна кривична пријава и каде што се констатирани нивните искази, каде што ни кажуваат дека да, нашиот татко немаше намера, значи го оспоруваат тоа полномошно. Значи на која пресуда да верувате? Да. Дали на граѓанската, дали на кривичната? Дали тоа за вас беше, предпоставувам, нов факт кој што пробавте во судска постапка да го доставите? Значи, дознавајќи дека волевата компонента на господинот била под знак прашање, имајќи ги изказите, каде што неговите деца и кажува дека има одредена лекарска диагноза, бидејќи се работеше за човек во подминати години. Ние поднесовме барање за повторување на постапката пред првостепениот основен суд, Скопје 2, каде што токму сега се повикуваме на оваа пресуда, бидејќи
имаме нови докази каде што е оспорено полномошното, каде што е волевата компонента во прашање и првостепено, значи судот донесува решение дека тоа не е релевантно во оваа постапка. Во моментов сме по жалба пред апелациониот суд и го чекаме исходот на нашата жалба да видиме што ќе каже судот. Колку ве изненади новиот момент, а тоа е кога дознавте дека постои налог за извршување? Тоа е најново нешто сега, скоро што излезе, дека практично овде се пробува веројатно на друг начин преку земјиштето да се дојде до некој имот кој е нели идна градба, а ние сме најверојатно како здружение таа пречка единствена што смета на банката за да може да си го оствари тоа право. И нормално е дека тоа веќе не алармира и ние направивме уште некои дописи. Направивме еден допис на 14 јануари и го пративме до владата на Република Македонија за кој нели ги информираме дека веќе 15 години си го бараме нашето право во вртлогот на македонското правосудство. Од 14 јануар до сега немаме одговор и затоа го повторивме повторно тоа барање на 11 овој месец, февруар. Службено, практично по службена должност треба да биде и Републичкиот судски совет известен за тоа. До сега немаме одговор од нашата влада, но со слична содржина се обративме и до делегацијата на Европска унија кај амбасадорот Жбогар и до Американската амбасада кај амбасадорот Джес Бейли. Зошто поднесовте преставка против извршителот Христо Јованов? Да, поднесовме преставка од следните причини. Значи, еве го имотниот лист од 2006 година, во тоа време кога е ставена хипотеката, и на страна 2 може многу лесно да се види дека е ставена хипотека само на објектот, значи на идната градба која се гради, фаза 1 и фаза 2. Што значи дека овдека не е опфатено земјиштето, ниту пак старите објекти кои во тоа време за волја на вистината и веќе не постојат, ги нема, бидејќи таму се гради зграда. И тоа екзистира така долги години. Ние редовно вршиме контрола на имотните листови, значи чисто за одговор на оние кои се запрашуваат од каде ни е оваа информација. Добро, предпоставувам, вам не ви е тешко, бидејќи сте тешко, нотари. Точно така, но не само ја и другите граѓани, значи се информираат од каде што ќе стигнат. Значи во текот на крај на јануари оваа година, вадејќи имотен лист, еве на 1 февруари точно сум го извадила, видов дека има налог за извршување од извршител Христо Јованов, каде што е ставена овој нотарскиот акт е ставен во извршување. Добро, со оглед на тоа што беше отворен стечај, не бевте ли вие... Стечајот се уште е отворен. Отворен, да. Не бевте ли вие известени за овие нови моменти во случајот Фиком? Не, ова е чисто наша информација. Дури јас изреагирав кај стечајната, зашто не информира. Не добив некој конкретен одговор, но не се ни замарав со тоа. Веќе ми беше вниманието насочено од ова и кога видов што се случило со имотниот лист, навистина останав шокирана. Значи, на овој имотен лист нема идна градба, туку е запишана хипотеката на земјиштето и на старите станови. Значи, при преносот најверојатно претпоставувам дека е ненамерна грешка, баре се надевам дека некој не се осмил да прави одредени криминални действија. Значи, најверојатно при преносот на до катастарот за недвижности, хипотеката е пренесена и погрешка запишана и на земјиштето и на стариот објект. И така гласи и налогот за извршување. Се надевам дека е ненамерна грешка. Само да кажам дека по Фиком аферата, значи се донесе закон каде што требаше овие градби да имаат листови за предбележба и таму да се запишуваат сите промени кои се случуваат. Таков лист за Антигона не постои. Хипотеката не може да биде запишана на земјиште затоа што не постои во актот, значи извршната исправа не е таква, но некој си го направил ова и гледајќи го
сето ова, имајќи ја, и дојдовме и до тој заклучок што го донел, односно налог за извршување што го донел извршителот, и тој излегол надвор од нотарскиот акт, она што врз основа на што извршува, и тргнал во извршување на земјиште и на стар објект. Односно, имајќи ја предвид дека ова е донесено во 2006 година, значи 2016 година е поднесен до извршителот, а он дава налог за извршување во 2019 година, јасно е дека се чекани измените на законот за извршување. Тука гледате Да, гледаме дека на мала не е врата, случајно. не е случајно, Так. да. Сега во врска со ова, бидејќи се сомневаме, но сепак ќе останеме само на сомнеш. На што се сомневате? Се сомневаме дека овој упис не е случаен. Веднаш, значи, на 8 февруари 2019 година поднесена е преставка до Оделението за внатрешна контрола на Агенцијата за катастар и недвижности, заедно со преставка и до директорот на агенцијата, информирани за целата состојба. На истата дата поднесена е преставка до Комората за извршители на нивниот внатрешен надзор и преставка до Министерството за правда на Република Македонија, секторот за извршување нотаријат и медијација, кој врши надзор врз работата на извршителите, нотарите и медијаторите, со тоа што е направено едно пропратно писмо до Министерот за правда на Република Македонија, господјата Десковска, да се информира што се случува. Сите овие преставки се пуштени на 8 февруари 2019 година и еве денеска сме 18, чинам, се уште нема никаков одговор. Колку вашиот случај, бидејќи во тоа време беше еден од најголемите и најкрупните случаи, практично некаков почеток или зачеток на урбана мафија во Македонија. Колку тоа беше опомена и за државата да направи законски измени и да ги засили контролите во градежништвото за да се спречат некои слични или нови измами? Веројатно направија измени во законите за градба, значи и со предбелешки со ова за да се знае дека нема да има повторно овој на 2 пати, на 3 пати. Зашто тука се најде, да речеме, само во Антигона од 52 стана испадна дупли некаде околу 37-8, што е голема бројка. Дури некаде имаше и на тројца. Па се правеа некои комбинации со другите згради, па некои го префрлиле нааму, некои натаму. И сите очекуваа дека, а може би знаеше, тоа најдобро го знаеше овој собственикот на ФИКОМ, Никола Николич, дури тој самиот велеше, нели, ако излезам од затвор, ова би можел да го решам. Сега, дали затоа и не требал да излезе, не знам, сега тоа е предпоставка. И веројатно влијаело, но дали нешто промениле и како промениле, не знам. Јас ќе кажам, ако му дозволите. Да, дозволувам. Само прво сакав да ве прашам, рековте предходно дека поднесовте многу преставки. Да. Очекувате ли дека ќе се постапи по тие преставки? Значи, се надевам, после сето ова што го доживеавме во изминативе 12-13 години, јас на вистина се надевам дека некој сериозно ќе седне да го прочита ова, да види и да направи она што е потребно. Значи, ние не бараме ништо надвор од законот, бараме само да бидат законските прописи почитувани. Сега поднос на ова што сакав да се надоврзам. Значи, по аферата ФИКОМ искочија уште неколку афери, значи тоа беше Платина инженеринг, Геа инженеринг, Соравија и така па натака. некакви приватни Значи, измами. максимално, меѓутоа во вакви размери не беше ниту едната од тие афери и тогаш се донесе закон, се измени законот и се донесе оној закон за листови за предбележба, значи да може да се евидентираат тие градби и во тие градби да може да стои буквално, значи секој предоговор, секоја хипотека која е склучена, се она што се работи на тој објект да биде ставено во тој лист. И како што гледате, не се појави после тоа некоја така поголема афера, благодарејќи на тоа. Сакам да ве прашам, како нотар, Да? во многу случаи поврзани со измами, на некој начин се инволвирани ваши колеги. Колку нотарите се свесни во
какви авантури се впуштаат со заверка на документи и колку тие имаат можност да ја проверат веродостојноста на документите. Зависи од тоа што заверува. Значи, потписите, нотарот не е должен содржината на актот, и не гарантира, заверува само потпис. Значи, идентитетот на лицето кое е дошло да го потпише. Кога се составуваат нотарски акти или се потврдуваат приватни исправи, значи, она што е возможно се проверува. Но, да кажеме, фалсификат, ако не е од повика на кого нема никаде, ние не сме МВР да утврдиме дали е нешто не е во ред или е во ред. Вадиме имотни листови на дневна основа, што значи секоја промена која постои треба да е запишана таму, и ако имаме чисти имотни листови, немаме пречка за постапување. Сега знаете како, криминалците се секојаш еден чекор напред пред правниот систем. Се случуваат, но колку ја што знам, ниту еден колега намерно не постапува така. У рамките на она што е возможно се проверува. Да, меѓутоа во рамките на сите овие професии, адвокатска, извршителска, нотарска, предпоставувам има тела и постојат тела за саморегулација, кои што на некој начин треба да ги санкционираат оние кои што ќе го прекршат законот. Апсолутно, Меѓутоа, јавноста има впечаток дека некако постои некакво сојузништво меѓу колегите. Напротив. И дека недоволно се санкционираат оние кои што ќе забегаат од професијата, ако може така Напротив, да се каже. значи не е тоа точно, така може би делува во јавноста, меѓутоа не е точно, бидејќи во рамките на Министерството за правда, па и во самата нотарска комора, постои оделение кое врши надзор врз работата на медиаторите, на извршителите и на нотарите. Тоа е редовен надзор кој се врши најмалце еднаш во 2 години, но истите доаѓаат и по преставка од граѓани. Значи, доколку има преставка, апсолутно на секоја преставка, тоа тело излегува на лице место и ги проверува наводите кои странката ги дава. А од друга страна постои и дисциплинска комисија во рамките на комората на нотарската комора, која изрекува и како големи казни. Верувајте ми, значи ако има предлог за дисциплинска постапка и дека ако се утврди повреда на нотарот, тој добива голема парична казна, па дури има можности за негово санкционирање со построги казни. За среќа до сега ги немало, но не е така како што се тврди. Господине Караджов, какво е чувството кога поминувате низ кисела вода и го гледате објектот, бидејќи таму со години ништо не се работи и оставен е објектот на забот на времето? Во секој случај една Непријатно. горчина, да кажам, онака најблаго речено, да не кажам без љутење на сето тоа што се случува, зашто се уште се случува. Ако некој сакал да го разреши тој проблем, најверојатно би се зазел за тој проблем и би тргнал да го решава. Ова што го слушаме, нели, ова што го гледаме тука и што го презентираме низ документација, не укажува на тоа дека некој навистина се зазел за нешто и тоа да го реши. Напротив, ова значи иде баш мафијашки. Пак јас, господи Лорија, во фелата, во нотарската, не можел самиот нотар тоа сам да го направи. Него може би не му била должност да провери дали се на двајца или на тројца продадени. Он заверува потпис и вика да, тука е Киро, тука е Љупчо, тука е Милена, тука е не знам кој, не знам како, потпишуваат и до тука. Меѓутоа, ете, и за него кажа господи Лорија како е, што е постапката се водела и како се водела, меѓутоа останува тоа дека се уште ние немаме верба во ваквиот систем и не гледаме од каде па би имале верба. Имате ли Напротив, Да. значи со затварањето на брачниот пар Николич се застана тука. Значи никој не направи никаков напор да загребе под површината и да утврди што е всушност целата приказна. Пак ќе кажам и го кажува они, пак ќе се повторам дека не може сам Никола Николич да е толку многу паметен, па да ја измами цела држава. Да измами документација, да направи даночна измама, да фалсификува, усвари не фалсификува, него употребил полномошно кое не е во прометот. Сите овие работи се прават со нечија помош. И уште една многу битна работа. Значи, имаме информација дека во време на претходната гарнитура во општина Кисела Вода, документацијата на ФИКОМ ја нема.
ја снимало, се поплавила, се запалила или не знам што, значи документите ги нема. Ако ова не е доволен сигнал за органите на прогонот да превземат нешто, да проверат, значи можеби ние не сме во право. Не велам не, секој има перцепција одредена за одредени работи. Меѓутоа, многу подобро би било да се спроведат постапки чисти, согласно законот, за да се утврди вистината. Вака секогаш ќе остане сомнеш дека нешто овдека е не направено како што не е законски предвидено. Имате ли сознанија што се случи со другите градби? На брачниот пар Николич. Па градби повеќе имаше, значи овие што ги спомна и господја Лорија, тие се на Теодосиј Гологанов двете, меѓутоа таму поинаков пристап најверојатно направија отстапување, па други градители продолжија. И продадени се на Они трети дури лица, да. ги остапија на други фирми, па тие други фирми ги Банката доградија, ги зема па тие после тоа практично. ги препродава и така да и таму исто овој остана, меѓутоа таму има повторно некоја согласност со сопствениците на земјиштето. Секаде има согласност со сопствениците. И затоа така оди тоа. Практично тоа е таа Тие две згради спрега. ги зема Евростандард банка врз основа на тие нотарски акти, значи тие хипотеки кои беа склучени, ги продаде на трети фирми кои нормално значи си ги купија и си продолжија со градба и ги продаде на трети лица. Неоштетени се само сопствениците на земјиштето кои си ги добиле своите станови кои им се ветени нели уште од време на ФИКОМ, а сите останати кои издружија средства останаа без станови. Рековте дека предметот кој што одново го отворивте е во жалбена постапка. Да. Нема да ве прашам што очекувате, претпоставувам позитивен исход, но што доколку исходот не е онаков каков што претпоставувате и очекувате? Дали правдата ќе ја барате пред Страсбург? Апсолутно, и ќе ви кажам и зошто. Значи, ние нема да поднесеме некое овој средство пред Основниот суд за човекови права во Страсбург во смисла на повреда на должина на постапка и така натака. Нашата апликација ќе биде за повреда на правото на собственост. А еднаш во секогаш треба да се свати дека тие пари кои се вградени во тие згради, значи се нечија собственост. Државата не направила ништо, дури во тоа време и немала законска норма, значи со несторување се прави некоја штета, кривично да. дело и штета, да. Добро, кривично не, но штета се прави во смисла на државата и со тоа што не сторила ништо да не заштити нас како нејзини државјани, тие пари се наша собственост и ние бараме заштита на собственоста. Државата е должна да го испита целиот случај и да даде заштита на секој свој граѓанин. Дали побаравте во еден период сите никако беа насочени кон специјалното јавно обвинителство? Дали и вие можеби побаравте Па јас колку да што видите знам, дали постојат бомби кои што упатуваат на никаква поврзаност? колку што знам, според мене, значи ние усмено побаравме во еден од протестите, ја повикавме специјалната јавна обвинителка дека доколку значи се најде во тие прислушувани разговори нешто на темата ФИКОМ кој ќе не одведе до некој друг трак, дека ние сме со задоволство ќе соработуваме и дека сме вољни да ги дадеме целокупната документација со која што располагаме. Немаме, колку што јас знам писмено, не сме се обратиле, ја барем не, и колку што знам, тоа може би некој, да, од Сдруженијето, но исто така знам дека и Весна Николич поднесе една представка таму или некакво барање, но што стана со него, дали е повикана, дали не е повикана, дали се процесуира нешто, навистина не ми е познато. Госпоѓата Николич, според моите информации, веќе ја одлежа затворската казна и пуштена е на слобода. Имате никакви информации, контакти со неа, сте поразговарале? Имав една прилика да се сретнам со неа многу кратко, меѓутоа ништо конкретно, никаков, мислам само чисто излезена од издржување на казна, завршена казна, но ништо конкретно не е во однос на ова. Рече дека она знае дека многу работи е информирана, но се остана на тоа. Дали е информирана или не, таа најдобро знае. Има шансата да и институциите на системот да проверат ако сакаат. Зашто некој одложил казната,
Тоа е како со Делото остана нерешено. со криминалот и корупцијата во државата. Многумина велат граѓаните, понекогаш и не е најбитно дали некој ќе заврши во затвор, туку да се вратат парите. Точно А во вашиот случај излегува дека побитно е да дојдете до нас за што сте платиле, кое што во овој момент излегува дека практично е невозможно да дојдете до нас, за што во еден период сте мислеле дека е веќе дел од вашата собственост. Господја Лорија, вие сте правник, верувате во правната држава? Па, за жал се уште верувам, мада не гледам некој резултат, али верувам, сепак тоа ми е професија. Морам да верувам. А вие како економист? Сега, надежта последно умира, инаку не би останале 12 или 15 години ние не го влечеме спорот, да бидеме најасно, некој друг го влече, а ние сме во лабиринтот од кој што сакаме да излеземе и се надеваме дека... Гледате ли светлина на крајот од тунелот или Се уште сме на средина на тунелот, не? После 2-13 години, мислам дека е редно и државата навистина да си профункционира. Тука се фактите, тука се доказите, не се скриени. Не знам која поплава била во општината, за да не може нешто да се провери. Добро, има на друго место кај што нема поплава, па Ама, има Добро, документи. можете вие Тие се вашите евидентни, документи да ги опипливи доставите. се, не се фата моргана, значи се гледаат, факти се, може да се проверат во секој момент, ако сака да ги провери некој, и еве на допрен глас може и повторно, не мора да биде специјалното јавно обвинителство, може и основното јавно обвинителство да се ја поведе постапката, па да ги побара документите. Никој од нас не е недостапен. Ние сме сите граѓани на оваа Не, држава. па токму јавното обвинителство заврши со измамата. Значи, се осудија, добија максимални казни и тука се запре. Значи, и покрај тоа што ние, ако се сеќаваш во тоа време, пуштавме и пријави и документација, едноставно не беше битно. Значи, како да најдовме на зид, но сега ќе кажам една работа. Знаете дека аферата Фиком беше многу медиумски покриена своевремено. И во еден разговор со една ваша колешка од друга новинска куќа, односно една медија, ми кажа дека не смеа да пишуваат за Фиком, затоа што еден пратеник се јавил кај нивниот уредник и забранил да се информира за таа афера, бидејќи многу се правело, се потресувале граѓаните од приказните наши. Значи, имавме таква прилика, нема да ја кажам во оваа прилика која, она ќе се сети сигурно, но, значи, постоела и забрана од страна, замислете, пратеник, да се јави кај уредник и да му каже дека тоа и тоа не смеш да го објавиш. Добро, Што нас не своевремено на некои други работи. Поранешниот градоначалник на општина Кисела Вода бараше со платно да се покрие зградата, за да не ги вознемирува граѓаните. Па може би и не е ни чудно. Мислите на оној градоначалник што не знаеше дека му се платени комуналиите во општината за таа зграда? Кој тврдеше дека нема комунали, па кога му ги изнесовме доказите се повлече, на истиот мислиме? На истиот мислиме. Тој беше после и Јасно е. унапреден Да. за некои действија. Јас ви благодарам за разговорот и за тоа што сте овде и што заедно со јавноста ги споделивте вашите лоши искуства. Предпоставувам дека секое раскажување е нова траума и поминување низ целиот овој случај кој што се влече веќе 12-13 години. Но јас верувам дека не ја вознемиривме премногу јавноста вечерва Па, и мислам дека за криминалот, корупцијата и за пропустите треба и мора да се зборува. Почитувани гледачи, ова беше се за вечерва. Останете со програмите на 1 ТВ и со мојот почитуван колега Александар Чумовски, кој што токму на оваа тема ќе ги отвори телефоните, нашите телефони и ќе можете да ги споделите вашите искуства на граѓанскиот форум на 1 ТВ. Имајте убава вечер.